Опозицијата ја објави аферата мафија, па на министерот Оливер Спасовски му текна да излезе да каже дека полицијата работела повеќе од 2 години на ова. На пресконференција Спасовски штедеше на зборови, детали за големиот скандал не откри. Акцијата на МВР доби име Двојник, се бараат виновници за издавање 215 пасоши со туѓ идентитет на познати криминалци и наркобосови од регионот. За сега опфатени се само 10 лица, ниту едно познато име. 9 од нив вработени во службата за издавање пасоши и еден посредник. Еден од осомнечените е во бегство, а другите се приведени. Сите вработени иако под истраги, можност за повторување на делото. Во текот на минативе 2 години непречено си ги извршувале своите работни обврски. Дали меѓу лицата имали некој на раководна функција во министерството? Спасовски не сакаше да даде прецизен одговор. Секој еден кој што учествувал во ова е офатен во делот на акцијата и за тоа ќе носи одговорност. Дали беше тоа Стеј? Значи раководно лице нема. Одговорив јас. Да или не, може само прецизно да. Да ви одговорив дека има контролори кои што ја контролираат целата работа и целиот овој процес, а се делот од управните служби. Добро, одговор нема да има. Океј, фала ви. Оние кои опозицијата ги откри дека добиле пасоши со туѓи имиња, се познати од турскиот наркобос Седат Пекер и Јован Букотиќ од така наречениот шкалјарски клан од Котор. Првиот го добил името Джадима Демовски, а вториот Ѓорги Андонов. Неколку медиуми објавија дека србинот Стефан Ѓукиќ минатата година бил уапсен во Украина во обид да убие регионален криминалец, а во себе имал македонски пасош и се представил како македонец од КЦ Ѓерги. Останува непознато зашто овие лица за сега не се опфатени во кривичните пријави, но и зашто било дозволено да напуштат Македонија, иако токму нивните пасоши биле дел од истрагата. Спасовски само каже дека се истражувало и за нив, но без да открие никакви детали. Продолжува истрагата, заедно што ја работиме, реков, со нашите партнери, со Интерпол, таа мора да доведе до секој еден кој што не само што создал фалсификувана исправа, туку и оној кој што ја користел. За делот тие луѓе секако дека има покренати одредени постапки во другите држави за тоа што биле откриени дека не постојат таквите патни исправи. Така да, ова е една комплексна акција која што е спроведена сите заедно и која што ќе продолжи понатаму се со цел да се расчитат сите овие случаи кои што се поврзани со издавањето на ваквите патни исправи. Откако ја објави аферата мафија, сега под напад на власта е лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Министерот Спасовски побара од обвинителството да отвори процес против него поради наводна саботажа на акцијата на МВР. За кривично дело саботажа според македонските закони предвидена е казна затвор до 4 години.